Во изминативе 76 години, Обединетите нации, заедно со земјите членки, спречија повеќе конфликти, искоренија многу заразни болести, издигнаа милиони луѓе од сиромаштија. Универзалната декларација за човековите права и со неа поврзаните меѓународни пактови и конвенции го потврдија вроденото достоинство на секој човек. Корпусот на меѓународното право внесе далеку поголема известност во односите меѓу државите. Меѓутоа и покрај сите успеси на Обединетите нации, денес живееме во свет што се уште е далеку од сонот на незините основачи. Пандемијата ги разоткри и ги продлабочи постојните системски нееднаквости и социјални неправди и дополнително го влоши статусот на ранливите сегменти во речиси секое општество. Со надеж гледаме и на престојниот самит за климатски промени, кој ќе се одржи на почетокот на следниот месец во Глазгов во Шкотска. Почитувани присутни, за подобра иднина од пресудна важност е да постои споделена визија за развојот на државата. За таа цел, уште на почетокот на мојот мандат, го инициирав проектот МКД 2030 како наша автентична стратешка рамка за развој на Северна Македонија до крајот на оваа деценија. Вклучувајќи представници од сите сегменти во општеството преку МКД 2030, сакаме да ги проектираме стожерните долгорочни развојни приоритети. Во исто време, ја поддржувам и националната развојна стратегија 2021-2041, која како следна фаза треба да се надоврзе на МКД 2030. Во оваа смисла, благодарни сме на поддршката од Обединетите нации и другите донатори за спроведување на овој единствен процес за долгорочно планирање. Во овој краток период што го имаме пред нас, мора да ги насочиме нашите заеднички напори кон клучната цел, а таа е да создадеме иднина за младите тука во Северна Македонија. Почитувани, последиците од одлуките што ги носи нашата генерација, ќе ги чувствуваат и наредните генерации. Не смееме да носиме одлуки за младите без нивно учество. Затоа со УНИЦЕФ ја започнавме иницијативата Преобмислија ја иднината, со која им даваме простор на младите да се вклучат во дефинирањето на визијата за иднината што ја сакаат за себе и за генерациите по нив. Наша должност е да им помогнеме да бидат дел од процесите на креирање политики и носењето на одлуки кои влијаат на нивната и на иднината на сите нас. За таа цел ќе треба истовремено да работиме на повеќе полиња. Со внесување на нови цели и методи преку образованието, треба уште денес да ги подготвуваме граѓаните за иднината, кои ќе бидат свесни за економските и социјалните нееднаквости и ќе работат на нивно надминување, кои ќе се гледаат како дел од природата, но не како нејзини господари, и кои одговорно ќе ги користат новите дигитални технологии. Нужно е да образуваме генерација на луѓе кои ќе го почитуваат достоинството на разликите. Уверен сум дека Обединетите нации, како уникатна меѓународна организација, ќе имаат незаменлива улога во градењето на токму таква иднина за светот во 21. век.